Локалната самоуправа на Кочани ќе прави дополнително едногодишно испитување и ќе нарача стручно мислење за квалитетот на амбиенталниот воздух во општината. За оваа намена изработена е посебна програма за животна средина, со која во буџетот за наредната година ќе се издвојат 300.000 денари, за да се направи дополнително мерење на загаденоста на различни локации и во различни периоди од годината. На овој начин, според градоначалникот Илиев, ќе може да се преземат и ефикасни мерки за намалување на загаденоста. Моменталната загаденост, односно тоа што јас го имам како информација, добивам секојдневни информации, просечната дневна загаденост е 63 милиграми на метар кубен воздух, што е далеку од горната граница која е поставена од 200 милиграми на метар кубен воздух, кога се препорачуваат мерки. Што значи дека ние будно го пратиме ова, меѓутоа се со цел да имаме права слика на загадувањето, на вистина колку Кочани е загаден. Ние ова година со буџетот предвидовме посебна програма за животна средина, каде што предвидовме средства да направиме испитување, повеќе кратни испитувања и на различни локации, се со цел да добиеме на вистина правилна слика колку и како и од што е загаден воздухот во општина Кочани. Значи, се предвидени средства за прв пат во една таква програма, за една таква акција, се со цел на вистина да добиеме правилна слика и да знаеме какви мерки треба да преземеме, се со цел да го решиме и овој проблем кој ги мачат граѓаните на општина Кочани. Наменските испитувања на квалитетот на воздухот ќе ги прави специјализирана институција, што дополнително ќе биде избрана. Таа ќе има обврска да изработи извештај со сите параметри и резултати што се добиени со мерењата. Најголеми концентрации на штетни честички и на јаглерод диоксид во воздухот во Кочани и околината беа регистрирани во октомври и ноември. Проценка е дека една од главните причини за тоа е палењето на страништата, што земјоделците редовно го прават по завршувањето на жетвата на оризот.